Здраво на сите! Поздрав до Токен Падок заедницата. Денес сакав да зборувам за една тема многу интересна. Зошто 97% луѓе во светот не го постигнуваат својот потенцијал? Зошто толку голем процент на луѓе не успеваат во своите замисли за животот понатака? Секој еден поединец треба да знае дека мајндсетот, односно како вие го перцепирате светот, е почетното и круцијално нешто кога треба да правите трансформација во вашиот живот. Акомодатацијата, акомодирање на една точка, на една положба, во една дадена ситуација, дали тоа е вашата работа, што најголем дел луѓе работат нешто што не сакаат да го работат. И постојано се измачува тоа, но меѓутоа тие морат да работат за да можат да си ги платат своите основни трошкови во текот на својот живот. Најголемиот дел на луѓе својот потенцијал не го исполнуваат токму поради овие работи. Како што рековме, акомодатацијата и приспособување на тоа што веќе даено во околината, во местото на живење, без разлика каде и да е тоа. Многу луѓе секогаш во минатото барале алтернатива. Барале алтернатива во смисла да се преселат во друго место за да имаат подобар живот. Односно да имаат повеќе финансии за да имаат покомотен живот. И тоа е нормално. И тоа мислам дека секој треба да се труди за тоа. Но сите треба да знаете дека се додека вие работите за плата, вие ќе останете таму кај што сте. Затоа што платата, без разлика кај работите, без разлика дали се наоѓате во Македонија, некаде во Балканот, дали се наоѓате во Африка, или се наоѓате во некој од западниот свет, во некој од тие држави во западниот свет, каде што наводно се рекламира прекрасен живот. Дали таму всушност на вистина толку е прекрасен животот? Дали на вистина луѓето таму го има тој стандард на живење? Треба сите да се запрашаме. Дали сите ние сме излажани? Дали нешто ни се рекламира, нешто што не е вистинито? Запрашајте се, зошто кога одите во било која западна европска земја, тие новите луѓе, странци, што ќе појдат таму, во било која западна европска земја, и тие многу потешко им е да се адаптираат и потешко е да бидат прифатени во таа средина, затоа што де факто, значи тие се странци и идат од различна култура и различни сваќања и менталитет. Таа е едната бариера, но исто така секоја една таква држава во западниот свет им требаат се уште работници, односно работничка сила за ефтини пари. Сакав да ви кажам дека на сите тие што сте без разлика каде, дали е конкретно во Македонија, дали е во некоја друга земја, без разлика, немојте да очарувајте и да мислите дека ако сте преселени во некоја од тие западни европски земји или западниот свет, Америка, Австралија и така натака, дека мислите дека сте пропуштиле. Не сте пропуштиле ништо. Зошто ова го зборувам? Затоа што се додека работите за плата, зависите од вашиот работодавец, без разлика кај да е, без разлика која функција дали имате, дали вие сте директор, дали сте инженер или сте обичен работник, било која бранша, значи. Повторувам, се додека работите за централа и зависите само од платата што ја добивате, вие сте во една многу независна состојба. Гледаме како имаме ситуации каде што сме виделе многу пати
од тој лажен свет, од западниот свет, каде што нашите гастарбајтери се враќаат со прекрасни автомобили, купуваат имоти во Македонија и перцепцијата за тие што се во Македонија е дека тие луѓе успеале. Прашањето е дали успеале тие или се повеќе заглавени со повеќе долгови, односно треба да продолжат да го вртат тоа тркало како лабораториски глушец, да останат во тоа заробено тркало и да го вртат тоа тркало додека се живи. Тие, драги мои, се само задолжени. Нивниот долг е само поголем, затоа што тие вредности што се даени во тој западен свет не се тие што се рекламира. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека секој еден поединец, секој еден човек е способен за нешто одредено. Секој еден има талент за одредена работа. Секој може да прави нешто уникатно и посебно. Побрајте го во себе. Што е тоа? Што е тоа што можете вие најдобро да го извадете најдоброто од вас? Дали сте вие електричар, дали сте економист, дали сте правник и така натака. Побрајте го вашиот предприемачки дух во себе. Пробајте да бидете независни. Излезете од таа акомодатација, акомодирање на една плата, чекање на плата, чекање на пензија. Најголемата лага што постои во современото општество. Мора прво мајнсетот да биде променет. Кога мајнсетот ќе се смени, тогаш животот се менува. Не е решение за добар живот географската положба, туку мајнсетот, вашата психологија, вашето гледиште на светот и вашето гледиште на самите себе. Се додека еден индивидуалец се обидува да се споредува со друг, вие нема да успеете. Не можете да се споредувате затоа што сите ние сме различни. Но, како што реков, предприемачкиот дух е најбитен. Кога го имате тој предприемачки дух, вие секако дека ќе правите некакви инвестиции. Без разлика во кој домен се тие. Дали е тоа отварање на нов бизнис, дали е тоа вложување во било какви финансиски средства, дали се крипто, злато, комодитети и акции и така натака. Без разлика. Тоа правете го на ваша одговорност, нормално дека треба да се истражи и така натака. Но меѓутоа, како што реков, за да дојдете до финансиска независност, за да го тргнете шефот од вашата глава, да бидете вие вашиот шеф, свој шеф, што треба? Треба да се тргнете од централата. Треба да престанете да работите само за плата и да зависите од платата. Туку треба вие да си го направите вашиот приход врз основа на вашите вештини. И исто така треба постојано да вложувате во финансиски средства што ќе одат нагоре. А финансиските средства дефинитивно ќе одат нагоре, затоа што инфлацијата веќе без престан оди нагоре. Инфлацијата, како што зборува во претходното видео, е одраз на лошата политика на централата во секоја една држава. Видовме поскапување во сите држави, дури и во тие што се сметаат дека се економски силни држави. Но, како што реков, секогаш во такви ситуации обичниот граѓанин, односно тој што оди за плата и што зависи за плата, тој е тој што го плаќа долгот. Предприемач, секој еден предприемач прави влог, на добивката прави уште еден влог и со тоа легитимно и легално ги избегнува даноците. Тоа секој бизнисмен го прави. Кога одите во една таква патека, со еден таков мајнсет, успехот, драги мои, е неминовен. Секој може да успее. Јас верувам во секоја индивидуа дека има одреден квалитет, но меѓутоа, како што реков, мајнсетот е најбитно. Треба да престанете да се споредувате со други и треба да почнете да се барате самите во себе. Да го барате најдоброто од себе и да го извадете тоа, да го дадете на местото каде што сте и на
цело едно општество да го даете вашиот придонес. И тој придонес вие да го материализирате индивидуално, независно и на децентрализиран начин. Само тогаш можете вие да успеете и да просперирате во вашиот живот. Инаку, воспротивно, ќе останете во тркалото како еден во тркалото каде што тоа тркало едноставно нема крај. Нема крај, оди во еден круг. Тоа сакав денес да го кажам. Значи, главната поента ми беше, сакав да им кажам на сите, верувајте во себе, брајте го најдоброто од себе, не се споредувајте со други, секој си има своји квалитети. И потрудете се што и да е, да го направите сами и да бидите и да делувате независно. Верувајте, со тек на време ќе ги остварите вашите сонови. Тоа ми беше главната поента на ова денешно видео. Значи, сакав едноставно на сите да им пренесам дека без разлика какви можности имаме во животот, ако мајнсетот, психологијата е поставена како што треба, ние ќе ги зграбчиме тие можности, секој еден. Но ако тоа не се внимава на тоа, тогаш ќе ја пропуштаме секоја шанса и ќе останеме онаму во тоа една исто место, во еден маѓевски траголник и каде што ќе бараме виновници на сите околу нас. Драги мои, ве оставам во добро здравје и поздрав до сите.